Професорке, какво беше искуството да ни бидете ментор на вакви филмови? Какво беше искуството да ни помагате? Со прекрасни деца, прекрасно искуство. Професоре, како вие дојдовте на идеја да работиме на ваков филм? Идеи има колку сакаш, ама реализацијата е тешко да се направи. Ама штом ќе се најде добрата екипа, тогаш веќе и идеите сами се остваруваат. Не е нешто посебно тешко. Да. Иако идејата беше колективна на сите, за темата на тој филм конкретно. Темата е многу специфична, ама баш тоа мене ме радува. Сепак ја одбравме актуелната тема и тоа е се почиста тема во поновите филмови. Кај си бе? Касно е, што не се одиш? Ја сега си одам. Што беше тоа во џебот, што си го прикрил? Не, немам ништо што. Добро, нема веза. Ќе дојдеш после на тренинг, нели? На тренинг сме? Да, не ми кажувај да кренемо повторно. Не би го. Ти звонам. Добро. Супер. Ама ајде да кажеш ми, значи другарки сме, да кажеш ми Не, што стварно немам ништо. Стварно немам Те ништо. видов, си пикна нешто. Најмногу се радувам за тоа што филмовите што ги гледаме, децата што работеа на нив, а ќе поминат сите оние кои што се влюбеници на филмот, на културата и кои што не поддржуваат целосно во овој проект овие 2,5 години. Дали ќе продолжи и оваа соработка понатаму, тоа зависи од сите нас. А мислам дека гледајќи го вашиот ентузијазам ќе биде одлично. Дали мислите дека после ова ќе има општ интерес за филмот, не само во училиштето, туку во градот, па можеби и други ќе се вклучат во реализација на Јас се надевам понатамошни дека филмови? овој проект ќе направи спој со филмски уметници кои што силно се борат за да стане еден предмет. Не изборен, туку предмет кој што децата ќе сакат да биде дел од него. А и професорите, барем во нашето училиште, имаат потенцијал да бидат ментори на други професори, други училишта. Ние ќе бидеме првиот пример. Дали мислите дека освен како за општа публика без разлика за возраста треба да се прикажат и овие филмови само пред учениците конкретно, па дури и почесто да се снимаат видеа кои ќе се прикажуваат пред учениците како предмет во наставата или така нешто? Секако дека е добро да се снимаат што повеќе филмови од учениците, сепак вие сте тие кои ќе носите промената и со вашите рилсови вие веќе и правите некаков вид така на видео. И добро е да се снимаат се повеќе филмови и да се прикажуваат не само до учениците, туку и до нивните пријатели, но и семејства. Затоа што важно е да видат и семејството, зашто ние се овде се соочуваме во нашава институција, не само кај овде образовно, туку и насекаде се надевам и мислам дека кај тинеџерите е така. Каква беше соработката со колегите кои учествуваа во помагањето на овој филм, па и со самите ученици? Вака, за мене филмот не е само уметност. Тоа е огледало во кој што се огледуваме ние, сите како ментори и сите ученици со кои што соработуваме. На тој начин, според мене, значи соработката беше прекрасна и според самите филмови ќе се види тоа. И самото уживање додека се снимаа филмовите, а уште поголемо уживање ќе биде додека ги гледаме филмовите. Мислите дека овие деца, ова актерска екипа има потенцијал за да направиме нешто успешно во Италија? Секако. Сметам дека овие филмови ќе бидат од големо значење, не само за нашето училиште како училиште, за нашата општина, па и за нашата држава воопшто ќе биде од големо значење, така да мислам дека ќе направиме бум во Италија. Абе, зошто си играте мајдам со мене? Абе, зошто? Станувај! Станувај! Еди тука. Гледај, другар! Седи мене! Гледај го нема. Гледајте ме! Слушај, ки ти поставам. Просто прашање уште еднаш. Ако не сакаш, не мораш да ми одговориш. Само немој да ме лажеш. Нека не ме лаже!
Дали ти се допаѓа девојка? Не сакам да ти одговорам. Така кажи, бе. Светле, тебе убаво ти беше? Нема да ти одговорам. Еј, ја Светле, Светле. Дали мислите дека овие филмови не само во Италија, ширум републиката може да бидат прикажувани како едукативен дел од наставата? Секако, социјално-емоционално учење преку филм е од големо значење во наставата и во образовниот процес воопшто, затоа што само на тој начин децата ќе ги поттикнеме многу повеќе да дискутираат, да покренеме дискусија, да размислуваат критички, да си ги кажуваат своите ставови.